Денес е 16-ти, за некого обичен датум, за нас датум што за секогаш остана символ на болка, тишина и прекинати животи. Секој 16-ти во месецот не подсетува дека времето продолжи за сите, освен за нашите најмили. Не подсетува на ноќите кога 63 млади животи останаа заробени во чад, оган и системски пропусти, на ноќите по која ништо повеќе не е исто. И токму затоа денес, за прв пат, и Виница ќе маршира, не од политика, не од омрза, туку од болка, совест и потреба вистината и одговорноста конечно да добијат име и лице. Иако институциите и понатаму упорно ја туркаат приказната дека клучната причина била јаглерот, моноксидот, останува фактот дека кај најмалку 21 жртва, речиси 1/3 од починатите, е утврдено присуство на водороден цијанид над граничните вредности. Но очигледно, за неколку 21 човечки живот се статистика што надговара на наративот, па затоа денес слушаме спинови дека кај поголемиот дел не бил пронајден цијанид. На вистина, значи ако не бил кај сите, тогаш не е важно што бил кај 1/3. По таа логика, веројатно и токсичниот материјал не е проблем ако не убил баш секого подеднакво брзо. Факт е дека водородниот цијанид е екстремно токсичен газ кој со услови на пожар може драматично да ја забрза смртта, особено во комбинација со чад, висока температура и недостаток на кислород. Токму затоа, кај дел од жртвите, кај кои се утврдени ниски вредности на карбоксихемоглобин, сосема оправдано се поставува прашањето дали без присуство на цијанид постоела реална можност дел од нив да преживеат или да имаат повеќе време за евакуација и спасување. И тука тежината на одговорноста останува уште поголема. Бидејќи, ако токсичниот чад од полиуретанскиот сунгер ја забрзал смртта, тогаш ова не е само последица од пожар, туку последица на години дозволено вградување, толерирање и непостапување. Дополнително, сериозно загрижува фактот што анализите за цијанид биле правени приближно 1 година по обдукциите. Бидејќи, ако и после 1 година, во примероти што стоеле замрзнати, се уште се пронаоѓаат вредности над граничните, тогаш прашањето е колкави биле тие концентрации во моментот на смртта. И токму тука одговорноста не запира само кај сопственикот на објектот. Тука започнува и прашањето за директната одговорност на институциите што со години требало да вршат контроли, а очигледно не виделе или не сакале да видат. Каде биле инспекторите на Дирекција за заштита и спасување, чија законска должност е да проверуваат противпожарна безбедност и опасни материјали? Каде биле градежните инспектори кога во објектот се вршили интервенции, пренамени и вградување токсични и лесно запалливи материи? Каде биле инспекторите од Државниот пазарен инспекторат кои требало да утврдат дали објектот воопшто ги исполнува условите за работа? Каде бил Државниот инспекторат за труд кој имал обврска да контролира безбедност и заштита при работа во објект полн со луѓе? И најважно, како е можно со години никој од нив да не констатира дека во затворен јавен објект има полиуретански сунгер кој при пожар испушта смртоносен водороден цијанид. А денес речиси секој си ги набројува обврските што не ги исполнил, но секогаш со ист изговор. Не добил наредба, не бил надлежен, друг требало да постапи, не му било во опис на работата. Неверојатно е како во оваа држава секој знае што не направил, ама никој не чувствува одговорност за последиците. Како сите чекале некој друг да им каже да спасуваат животи, а за тие ненаправени обврски не стои административна грешка. Стои трагедија со 63 изгубени животи и на 200 повредени. Стојат млади луѓе што никогаш не се вратија дома. Стојат семејства што наместо иднина денес носат цвеќе на гробишта. Бидејќи, ако институциите навреме си ја извршиле работата, денес можеби 63 семејства
немаше да палат свеќи наместо роденденски торти. Затоа, ова не е само трагедија од пожар, ова е трагедија од институционално непостапување, од години игнорирање, од подписи без контрола, од систем што дозволи смртонесен објект да работи се до моментот кога младите животи останаа заробени во токсичен чат. И колку повеќе се обидуваат да го минимизираат цијанидот, толку повеќе ја отвараат сопствената одговорност. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.